Кабинетот предводен од премиерот Мицкоски денеска беше на своите места во собраниските клупи за пратенички прашања. Тоа би требало да биде последното соочување на сегашниот владин состав со оние што ги избират, бидејќи во тек се преговори за владината реконструкција. И додека течат разговорите и преговорите за нов состав, учесниците тврдат дека конечен договор нема и очекувањата се до крај на викендот да се договорат евентуални размени на ресори, а кадровските предлози да се прецизираат до средината на наредната недела. Но затоа шпекулации има многу, иако нема официјални потврди. Правда, како ресор раководен од ЗНАМ е на прво место по објавените информации, дека е главна монета во меѓупартиските преговори. Заминувањето на Игор Филков од ЗНАМ од Министерството за правда веќе се спомнува како завршена работа, но од неговата партија и по вчерашните консултации со врвот на ВМРО-ДПМН потенцираат дека е далеку од таков договор. Знам пак за евентуална ресорска размена. Правда би ја трампал за еден од останатите три клучни ресори – МВР, одбрана или финанси. Односно, најпосакуваното место што било и кажано на разговорите, била позицијата прв човек на полицијата. Сепак до сегашните шпекулации велат дека понудата е ЗНАМ од правда да се пресели во земјоделство, каде ресорот би го напуштил Цветан Трипуновски. А за прв човек на правда, во досегашните разговори аспирации имале и ВМРО-ДПМН и Вреди. Извори од ЗНАМ велат дека остануваат на ставот од пред формирањето на владата на Мицкоски пред 2 години, кога за поддршка на ВМРО-ДПМН се одлучиле како поддршка на црвените линии на македонскиот идентитет и остварување на своите програмски определби пишани во владината програма. За разговорите велат дека траат и ништо не е одлучено, додека владини представници од ВМРО-ДПМН не изјавија дека со реконструкцијата треба да се засили и обнови енергијата во клучните ресори, иако не ги откриваат тие ресори. За промени, кадровски или со трампање, се спомнуваат и здравство, ЕУ интеграции, спорт, култура и туризам. За најголеми промени се типува во редот на вице-премиерите. Од 5, еден, Арбен Фетаи си поднесе оставка, иако неговата слика се уште стои на владиниот сајт. За двајца кои истовремено се и министри, Беким Сали и Иван Стоилковиќ, се шпекулира дека ќе останат без министерските позиции за европски прашања и за односи меѓу заедниците. Актуелниот за здравство Азир Алију би требало да се смени со Сали во вице-премиерската фотелја. Се очекува и Шабан Салију, министер без ресор, заложен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, да биде реконструиран, бидејќи истовремено покрај во фотелјата седи и на обвинителна клупа за трагедијата во Пулс. Освен Зоран Љутков, Цветан Трипуновски и Борко Ристовски, останатите представници на ВМРО-ДПМН засега не се спомнуваат во рокадите и како можни кандидати за замена. А Тошковски од МВР вчера ја преживеа и третата интерпелација за него во 2 години.